Во просториите на клон 1 на детската градинка Павлина Велјанова во Кочани беше пуштена во употреба опремата на инсталираните хибридни сончеви колектори, како дел од проектот Сончева електрична и топлинска енергија за намалување на емисиите од CO2 од градинка, реализиран во соработка со Сдруженијето на граѓани ЛАК, Глобалниот еколошки фонд Мали грантови, општина Кочани и детската градинка. Една од идеите, уште додека го подготвувавме проектот, е да видиме каде на друго место во општината, па може и пошироко во Република Македонија, би можело да се искористи целото ова. Планот е, значи, и покрај тоа што проектот завршува на 30 декември, ние имаме обврска да го следиме, да ги следиме резултатите од хибридните сончеви колектори во тек на следната календарска година, за да видиме точно колкава ќе биде заштедата и колкав ќе биде бенефитот од поставување на овие колектори. Инаку, очекуваните резултати според пресметките што ги имавме во текот на подготовката на проектната апликација е дека заштедата во парични средства ќе биде околу 94.000 денари, дека ќе се добијат околу 5 мегавати електрична енергија и ќе се намалат емисиите на CO2 за околу 5 тони на годишно ниво. Општина Кочани е партнер во реализацијата на проектот кој е од особено значење за заштитата на човековата околина. Како прв човек во општина да ги поддржувам заедно со моите соработници, нормално и советот на општината, ги поддржуваме сите проекти кои што допринесуваат за доброто на граѓаните на општината Кочани и кои што допринесуваат за целокупната екологија, целокупната заштита на животната средина и на локално и на глобално ниво. Ова ни е веќе трет проект кој што го организираме, кој што го заеднички спроведуваме со нашите партнери и бенефитите ќе се почувствуваат подоцна и очекувам дека и понатаму ќе бидеме лидери во искористувањето на обновливите извори на енергија, било да е сонцето, било да е геотермалната вода или биомасата. Ефектите од хибридните сончеви колектори ќе ги почувствуваат најмногу децата од клон 1 на детската градинка Павлина Велјанова. Задоволството и придобивките од реализирањето на овој проект секако во најголем дел се навработените и на околу 145 деца од детската градинка Павлина Велјанова клон 1. Меѓу финансиската поддршка од страна на општина Кочани, ГЕФ и носителот Сдруженијето ЛАК, мораме да истакнеме дека и ние како детска градинка учествувавме во реализацијата на овој проект преку низа активности во форма на едукативни работилници наменети за вработените и дечињата од воспитните групи од 4 до 6 годишна возраст. Меѓутоа, организиравме и награден конкурс, ликовен конкурс на тема Сонце, каде што беа избрани 3 трети, 3 втори и 3 први награди. Една од првите награди ќе биде предложена, односно цртежот од првите 3 награди ќе биде предложен за лого на градинката. Како градинка учествувавме и со финансиска поддршка со изградба на помошен објект, односно помошна просторија каде што се сместени бойлерот и акумулаторите, како и додатната помошна опрема за овој систем и со набавка на LED диодни светилки, штедливи светилки. Во името на Глобалниот еколошки фонд на Македонија, програма за мали грантови, зборуваше магистар Златко Семарџиев, национален координатор. Во државата имаме вкупно околу 100 проекти во досегашниве 8 години, така да околу 2 милиони долари се инвестирани на локално ниво, со кофинансирање поголемо од тие 2 милиони долари, околу 2,5 милиони долари. Во Кочани во случајов можам да кажам дека е лидер во нашиве проекти во искористување на обновливите извори на енергија. Прв проект имаше пред неколку години за искористување на сонцето за електрична енергија во основното училиште, потоа за топлината од геотермалните води во истото училиште, така да тоа се комплетира заштедата на фосилни горива, со тоа и намалување на јаглерод двуоксид испуштање. И ова е прв пат денес во градинката, благодарение на Сдруженијето на граѓани, општината и градинката, каде што имаме хибридно, односно паралелно искористување на сонцето кој што претвора и топла вода и електрична енергија. И ако локалното население и општината се задоволни, ние сме задоволни. На 16 декември во Центарот за култура Бели Мугри ќе се одржи свечаност по повод завршувањето на реализацијата на проектот, кој ќе биде презентиран пред пошироката јавност, на која свечаност ќе настапат и деца од градинката